like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes. Рената, жена на руски мафијаш, гламур, скандали и пиштоли. Ова е новиот видеозаписка што ти главна улога за руски пазар. Како си? Добар ден, фала на прашањето, многу убаво. Јас го најавив спотот, раскажи ми како се најде во една руска песна. Па се најдов сосема случајно, бев во Софија на Fashion Week и таму пејачот, исто така и продуцент на песната, најверојатно сум му се видела симпатично и ме замоли да учествувам во неговиот спот. И супер, мислам, многу сум задоволна со спотот, многу убаво се дружевме, макар што беше и тешко, бидејќи снимањето за, нели, да го видат гледачите 3 минути, значи не знаат што све и како ни се што се поминува, нели. Снимањето траеше буквално околу 20 часови. Меѓутоа имаше дружба, имаше забава и така се збуних. Така да кажам, не целта, него крајниот резултат. Крајниот резултат е спотот. А ти во спотот зборуваш и руски, што е многу интересно, знаеш руски јазик? Па не знам, али се научив, да. Со малце вежбање и тренирање се научив. 2016 година чинам беше, ја представуваше Македонија каде? 2016 година ја представував Македонија на изборот Мисис Планет во Софија, во Бугарија. И победив, да. Добро. А после тоа Лондон? После тоа да бев во Лондон под покровителство на кралицата на Бритиш Бал. Таму се познав со многу убави личности, Грейс Леви, Хелга од Ало и така многу други личности, кои што за мене нормално е чест и задоволство. Интересно е тоа што си и школска другарка на Дунавка Трифуновска. Дали контактирате? Не, категорично не. Зашто? Толку ли е лоша? Па не е лоша, али е чудна. Вие сте другарки од деца, од школска идеја, Да, така? точно. И тогаш беше малку така ексцентрична? И тогаш беше чудна и ексцентрична, меѓутоа најверојатно сега со годините тоа ескалирало. Дори двете сте манекенки, претпоставам дека некој сте биле на некоја ревија. Па не, она може би себе се нарекува манекенка, јас не се нарекувам манекенка или фотомодел. Ова мене ми е хоби, затоа што јас имам примерна професија. А тоа е? А тоа е, јас сум пиар во Институтот за јавно здравје на РМ. Значи, убав пиар имаат. Па се надевам, тоа другите ќе го кажат. Дали убавите жени според тебе имаат проблем во смисла во јавност да најдат работа, дали се на некој начин деградирани затоа што се убави? Твоето искуство? Па не, напротив, можам да кажам дека секогаш на убавите жени им се отворени вратите. Ака ширум отворени. Ширум отворени, да. И срце, и врати, и све. Ке тебе е интересно тоа што си полумакедонка, пола бугарка. Да. Тој микс е, еве, како изгледа. Благодарам. Каде живееш често? Во Скопје, Софија? Па со тоа што, да, патувам доста често, меѓутоа со оглед на тоа што работата ми е тука, преку недела сум тука, бидејќи во врски со работата, но секоја можна прилика на празници, викенди и така натака, одмори ги користам да идам во Бугарија. Тука нема ништо, претпоставувам. Нема ноќен живот, знам дека Софија има. Па точно, да, ти си градско дете и знаеш како е. Тука малце фали тој ноќен живот, малце журки, малце онака да темпераментот да си го покажеме, меѓутоа еве, секој си наоѓа алтернативи. Доаѓаат празници, месец декември, позадина се направува сребрена елка карта за оваа година. Па ја во принцип сакам кога тука е ладно и кога има снег да одам некаде на топло, така да најверојатно Хонг Конг и Филипини. Вау! Ја мислам дека може да не земеш. Може се разбира, немам никаков проблем. Добро, имам твој телефон, реки ја и ти одиме каде во Хонг Конг. Или Тенерифе. Нема проблем. Многогодишна нека желба? Па, мислам дека желбите зависат во целост од мене, така да треба да се потрудам за да ми се остварат. Добро, јас се остварам. Се надевам. Да, фала што беше гостинка во нашиот ексклузив и за крај дали гледаш уопште ексклузив? Да, нормално, вие сте најдобра. допаѓа? Апсолутно дека ми се допаѓа. Нешто поразлично од целата програма што има на
сите телевизии. Пофалиме во Софија. Обавезно, дури сте поканети во некоја следна прилика, Ќе одиме заедно. кога ќе има некој евент, поканети сте да снимате. Thank you very much. Јас сум Рената Чапаровска, а вие гледате ексклузив на TV1.